Почитувани, Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН на редовна седница заседаваше и утврди 25 кандидати за градоначалници на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН и кандидатите кои што се предложени од Извршниот комитет на партијата убедливо водат на сите анкети во општините за кои се предлагаат. Сите кандидати кои што се избрани го имаат поминато тестот на граѓаните во изминатите 4 години, а тоа го потврдуваат и анкетите. Затоа Извршниот комитет утврди и ги предложи следните кандидати: Аеродром Дејан Митерски, Бутел Дарко Костовски, Ѓорче Петров, Александар Стојковски, Чучер Сандево, Зоран Бајовски, Штип Иван Јорданов, Велес Марко Колев, Свети Николе Дејан Владев, Карбинци Виктор Паунов, Градско Киро Нацков, Кавадарци Митко Јанчев, Гевгелија Андон Сарамандов, Зелениково Коста Манески, Илинден Александар Ѓордиевски, Конче Златко Ристов, Делчево Иван Гоцевски, Ново село Ѓорѓи Божинов, Василево Славе Андонов, Босилово Ристо Манчев, Берово Петар Ружински, Петровец Борче Митевски, Битола Тони Коњановски, Охрид Кирил Пецаков, Вевчани Спасе Кочовски, Брвеница Јовици Илиевски, Јегуновце Димитар Костадиновски. Сите кандидати предложени од ВМРО-ДПМН водат 4, а во некои општини 5:1. Сите кандидати ги исполнуваат сите квалитети за градоначалник. Се работи за честни, одговорни, работни и експедитивни луѓе. Најголемиот дел од нив се веќе постоечки градоначалници кои направиле вистинска трансформација во нивните општини, а другиот дел се луѓе кои имаат сила и знаење да го променат темпото на работа во општините кои досега се водени од кадри на СДСМ. Сакам да нотирам дека се одвиваат и внатре партиски избори за советници преку местните комитети и општинските комитети. Истовремено и граѓаните кои не се партиски определени слободно можат да се вклучат да даваат своји предлози за советници. Потребно е заедништво за да градиме државни цели. Ги повикуваме сите да се надминат себе си и да стават Македонија пред себе. Со кандидатите кои што се предложени од ВМРО-ДПМН веруваме дека тоа може да се случи. Извршниот комитет предочи дека Македонија е во изборен период во кој ќе се одлучува за тоа Македонија дали целосно ќе се стави на патот за трансформација. Заклучено е дека во сите општини преовладува желбата за раст, развој, подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Очекуваме победа секаде, Македонија ќе победи, доаѓа ново време. Како стојат работите околу кандидат за градоначалник на градот Скопје? Кој води? Се уште се водат анкети и анализи и од страна на Извршниот комитет, меѓутоа и куќите кои се ангажирани за анкети. Повеќе имиња се во оптек во анкетите, па ќе видиме за набрзо и за името за град Скопје. Може да споделите некои од имињата кои што се во оптек? Па едноставно спомнувани се многу пати досега имињата што се во оптек, така да нема потреба. Перински, Ѓорѓиевски, дали му уште некој освен нив? За сега тие се, меѓутоа не е изненадување ако и некој плюс од тие што ги споменавте биде ставен на анкети. Така, кога би се обзнанил кандидатот за Скопје? Следното објавување на кандидати би требало да биде до 10 јуни и после тоа ќе видиме како што ќе оди динамиката со другите кандидати, така ќе биде објавено името за кандидат за градот Скопје. Целиме да го избериме најдобриот кандидат за град Скопје, за да може да помогнеме на граѓаните максимално и преку централната власт и преку локалната, за да имаат подобар квалитет и подобар живот.